Почитувани добар ден. Гостин во денешното интервју на Радио Слободна Европа извршниот директор на Граѓанската асоциација МОСТ Дарко Алексов. Господин Алексов, неодамна го објавивте коментарот на изборниот законник. Па зошто почувствувавте потреба да биде објавена оваа публикација? Во минатото имавме едно лошо искуство, значи конкретно последниве 3 изборни циклуси, во кои што сите засегнати страни во изборниот процес имаат свој начин на толкување на одредбите од изборниот законник, а со самото тоа и на неговата имплементација. Причините поради кои што тоа се случуваше не се недореченостите и нејаснотиите во изборниот законник, туку конкретно политичка волја за истиот да биде имплементиран како што е напишан и во духот во кој што е напишан. Коментарот на изборниот законник е алатката која што сега ќе го минимизира слободното толкување на изборниот законник, различното толкување на изборниот законник, а со самото тоа ќе допринесе и да се види дали засегнатите страни, кога велам засегнатите страни, тоа се однесува на сите институции поврзани во, значи, што се дел од процесот, од изборниот процес, како и директните учесници во него, тоа се политичките партии, имаат политичка волја да го спроведат изборниот процес и да учествуваат во изборниот процес согласно законот. И по последните избори беа констатирани одредени неправилности и добивме на некој начин задача од ОПСЕ до наредните избори да ги исправиме тие неправилности и да зајакнат капацитетите на администрацијата задолжена за спроведување на изборите. Што според вас уште недостасува да се направи на овој план? Значи, во овој момент во тек е работа во неколку сфери од изборниот законник, значи сите засегнати страни се дел од тој процес. Процесот е фасилитиран од страна Секретаријатот за европски прашања. Динамиката со која што се одвива процесот засега не би ја коментирал со оглед на тоа дека започна некаде во септември-октомври месец 2009 година. МОСТ е дел од тој процес. Решенијата кои што ќе искочат од работата на тие работни групи, значи се делува во 4 сегменти од изборниот законник. Во овој момент не би можеле да ги предпоставиме, меѓутоа дефинитивно дел од интервенциите во законодавството ќе се случат сигурно во сегментот на заплашување на изборната администрација, која што беше јасно посочена во извештајот на ОПСЕ од последните претседателски локални избори. Понатака ќе се случат веројатно одредени корекции во законодавството кои што ќе има технички и суштински карактер во делот на финансирање на изборната кампања и така натака. Меѓутоа, какви ќе бидат тие решенија, самите области кои што ги спомнав предвидуваат суштински измени и дали тоа ќе представуваат суштински измени или не, сепак ќе мора да почекаме тој процес да заврши па да видиме каков ќе биде резултатот. Сепак најголемите забелешки се уште пристигнуваат во насока на ажурирање на избирачкиот список. Министерството за правда најави дека интензивно работи на тоа, а вие во коментарите објавивте и конкретни мерки како да се спроведе. Па дали очекувате одредени пропусти во неговото спроведување? Значи, можеме да процениме дали работата ќе се заврши како што треба или не, од кога ќе биде завршена. А тоа сигурно ќе го направиме. Кога говориме за избирачкиот список, се добива впечаток дека тоа е една бескрајна дебата и се што се прави се дебатира. МОСТ е една од ретките организации во Република Македонија, па и во регионот, која што конструктивно пристапи кон овој проблем, така да во 2006 година помогнавме на Министерството за правда избирачкиот список да отиде на интернет, како би бил подостапен и поефикасно би се извршувале сите промени или проверки на податоците на граѓаните во избирачкиот список. Еден многу корисен и многу ефикасен ресурс
кој што е на располагање на граѓаните. Значи, избирачкиот список е на интернет, има интернет страница, која што сега е комплетно превземана од страна на Министерството за правда. Значи, не станува збор за тоа дали има методологија или нема, не станува збор за тоа дали има капацитет или нема. Значи, ако МОСТ, како една невладина организација, успеал да продуцира еден таков ресурс и да го вгради во капацитетот на едно министерство, а тоа е Министерството за правда, тогаш е безпредметно да разговараме дали може да се исчисти избирачкиот список. Прашањето е колкава е политичката волја, а кога велам политичка волја, тогаш представува прашање и политичката волја да се обезбедат средства еден таков процес ефикасно и квалитетно да биде спроведен. Значи, ние можеме да имаме декларативна политичка волја, меѓутоа суштинската политичка волја доаѓа во оној момент кога државата ќе реши тој процес да го спроведе согласно меѓународна методологија и согласно стандарди. Веќе од наредните избори се очекува и гласањето на диаспората. Очекувате ли проблеми во спроведувањето на овие одредби од законот? Значи, во законското решение имаме два предизвици. Едниот предизвик е унифицирано право на глас на секој оној кој што живее надвор од Република Македонија, кое што моменталното решение не го гарантира, а унифицираното право на глас е и во Копенхагенската декларација како едно од основните човекови права. И вториот момент кој што е исто така многу загрижувачки е моментот на недоречености во моменталното решение. Во овој момент е тотално нејасно дали само ќе се лимитира Република Македонија на дипломатско-конзуларните представништва, кои што ќе представуваат избирачки места на денот на изборите, дали администрацијата ќе биде регрутирана, и кога велам администрацијата, велам за изборната администрација, односно членовите во избирачките одбори, ќе биде формирана од страна на луѓе кои што живеат таму, заедно со луѓето кои што се вработени во дипломатско-конзуларните представништва, односно вработените во МНР, дали таа администрација ќе биде испраќана, регрутирана, обучена во Македонија, па испраќана во нашите ДКП. Моменталното решение за гласање на диаспората, значи, не ни дава одговор дали ќе може да се имплементира, не ни дава одговор колку ќе чини, и не ни дава одговор какви технички услови или предуслови ќе треба да бидат исполнети за истото да може да се спроведе. Многу често ја спомнувате политичката волја, па ако тоа го примениме пошироко на демократскиот развој во нашево општество, колку во моментов невладините организации, вклучувајќи ве и вас, ја одигруваат улогата која што им припаѓа во едно демократско општество? Цивилното општество во многу драстично помала мера се консултира по прашања кои што се поврзани не само со законите, туку и со одредени процеси. Значи, во собранието на Република Македонија не се спроведуваат јавни сослушувања во кои што би се поканиле засегнати страни или заинтересирани групи на граѓани кои што се директно таргетирани со одредено законско решение, да предложат или да посочат проблеми со конкретното решение или со неговата имплементација. Факт е дека учеството на цивилниот сектор во ваквите процеси за кои што сега разговараме е во голема мера намалено. За сметка на тоа имаме еден тренд на појава на фантомски организации кои што немаат никаков бекграунд, кои што немаат никаква историја на постоење и кои што немаат ама баш никаков капацитет за одредена тематика или експертиза во одредена област, а кои што дефинитивно се консултираат или се чуваат како можни партнери во одредени консултацијски процеси. Ви благодарам за разговорот. Благодарам. Тоа беше неделното интервју на Радио Слободна Европа. Се гледаме за 7 дена.